Денес со оваа видео презентација, уште разложување, ќе се дружиме и ќе се обидеме заедно да работиме, затоа што и целта на оваа презентација е да научите како правилно да ги разложувате двоцифрените броеви на десетки и единици. Оваа презентација ќе ја проследиме со неколку примери задачи. Најпрво, сакам да направиме едно кратко повторување и да дадеме објаснување како ќе ги представуваме десетките и единиците на сликовит начин. Една десетка, една единица, две единици, три единици, четири единици, пет единици, шест единици, седум единици. Овде, во овој пример, десетката ни е представена во вид на столпче, представува една десетка, затоа што е составена од 10 коцки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значи ова ни е десетката. Единиците не се представени само со една коцка. Една единица, две единици, три единици, четири единици, пет единици, шест единици, седум единици. Еве примерот како ги запишуваме. Една десетка, 7 единици. Вредноста на бројот 1 што се наоѓа во десетките, значи вреди 10 плюс 7 единици. Имаме 7, запишуваме. 10 плюс 7 го добивме бројот 17. Значи, овде го представивме бројот 17. Бројот 17 е представен од една десетка и 7 единици. Сега, да ги повториме единиците и десетките во табелата стотка, пред да почнеме со разложувањето на броевите на десетки и единици. Затоа што прво треба да ги повториме кои броеви се единици во дадената табела, а кои броеви се полните десетки. Единиците всушност се едноцифрените броеви, затоа што ги пишуваме со една цифра. Тоа се бројот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еве ги единиците, значи броевите од 1 до 9 се единици. Десетките. Од бројот 10 до бројот 99 се десетките. Меѓутоа, кога имаме разложување на двоцифрени броеви на единици и десетки, и користиме полните десетки. А тоа се, ајде заедно да ги прочитаме, бројот 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Со помош на единиците и десетките ќе имаме успешно разложување на двоцифрените броеви на десетки и единици. Продолжуваме со примери задачи во кои што ќе дадеме објаснување за начинот на разложување на двоцифрени броеви на десетки и единици. Да започнеме да ги изброиме десетките и единиците. Една десетка, две десетки, три десетки, една единица, две единици, три единици,
4 единици, 5 единици, 6 единици, 7 единици. Ги избројавме. Имаме 3 десетки и 7 единици. Сега да ги запишеме. Десетки 3, единици 7. Кој е тој број кој што има 3 десетки и 7 единици? 3 десетки вреди 10, 20, 30. Плюс 7 единици го дава бројот 7. 30 плюс 7, 37. Значи, го добивме бројот 37, кој што е составен од 3 десетки и 7 единици. Да продолжиме во наредниот пример. Ајде да ги изброиме десетките. 1 десетка, 2 десетки, 3 десетки, 4 десетки, 5 десетки, 6 десетки, 7 десетки, 8 десетки. Изброивме 8 десетки. Сега имаме 1 единица, 2 единици, 3 единици, 4 единици. Ајде сега ова да го запишеме. Десетки 8, единици 4. Кој е тој број кој што има 8 десетки и 4 единици? Вредноста на бројот 8, што се наоѓа на местото на десетки, е 80. Ајде да провериме. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Запишуваме. 80 плюс 4 го добивме бројот 84. Значи бројот 84 е составен од 8 десетки и 4 единици. Продолжуваме со други примери задачи да објасниме начинот на разложување на десетки единици, а вам ученици да ви стане полесно и појасно. Ајде продолжуваме. 1 десетка, 2 десетки, 1 единица, 2 единици, 3 единици, 4 единици, 5 единици. Да запишеме. 2 десетки, избројавме 1, 2 десетки и 5 единици. Кој е тој број? 2 десетки, вредноста на бројот 2, што се наоѓа на местото на десетки, вреди 20. 10, 20, плюс 5 единици, го добивме бројот 25. Да запишеме. 20 плюс 5 еднакво на 25. Значи бројот 25 е составен од 2 десетки и 5 единици. Продолжуваме понатаму со другиот пример. 1 десетка, 2 десетки, 3 десетки, 4 десетки, 5 десетки. 1 единица, 2 единици, 3 единици, 4 единици. Го добивме бројот. 5 десетки и 4 единици. Бројот 54. Значи вредноста на бројот 5, што се наоѓа на местото на единици, вреди 50. 10, 20, 30, 40, 50. Плюс 4 единици, го добиваме бројот 54. Да го запишеме. 50 плюс 4 е еднакво на 54. Значи бројот 54 има 5 десетки и 4 единици. Продолжуваме понатаму. 1 десетка, 2 десетки,
3 десетки, 4 десетки и 1 единица. Да запишеме. 4 десетки и 1 единица. Бројот 4 се наоѓа на местото на десетки и вредноста на бројот 4 е 40. Да провериме. 10, 20, 30, 40. Плюс 7 го добиваме бројот 41. Да запишеме. 40 плюс 7 е еднакво на 41. Значи бројот 41 е составен од 4 десетки и 1 единица. Имаме уште еден пример задачи. 1 десетка, 1 единица, 2 единици, 3 единици. Да запишеме 1 десетка и 3 единици. Бројот 1, што се наоѓа во местото на десетки, вреди 10. 10 плюс 3 единици, имаме бројот 3, вреди само 3, го добивме бројот 13. Сега одиме со продолжување на друг начин на разложување на броевите. Досега имавме сликовито представување на разложување на двоцифрени броеви на десетки и единици. Сега одиме со разложување на овој начин на броеви. Е даден бројот 39. Бројот 3 се наоѓа на местото на десетки, бројот 9 се наоѓа на местото на единици. На местото на единици, бројот 9, вредноста на бројот 9 е само 9, додека бројот 3, бидејќи се наоѓа во местото на десетки, вреди 30. И сега имаме 30 плюс 9, го добивме бројот 39. Значи бројот 39 е составен од 3 десетки и 9 единици. Бројот 76. Бројот 7 се наоѓа на местото на десетки, бројот 6 на местото на единици. 7, вредноста на бројот 7, бидејќи се наоѓа на местото на десетки, вреди 70, додека бројот 6 се наоѓа на местото на единици и вреди само 6. Да го запишеме како задача. 70 плюс 6 го добивме бројот 76. Значи бројот 76 е составен од 7 десетки и 6 единици. Вредноста на бројот 7, што се наоѓа на местото на десетки, е 70, а вредноста на бројот 6, кој што се наоѓа на местото на единици, е само 6. Во овој пример задачи забележуваме исто број кој што е составен од две исти цифри, 55. Меѓутоа, дали вредноста на овие две цифри е иста? Бројот 5, што се наоѓа на местото на десетки, вреди 50. Бројот 5, што се наоѓа на местото на единици, вреди само 5. Како ќе го представиме ова како задача? Значи 50 плюс 5 е еднакво на бројот 55. Значи бројот 55 е составен од 5 десетки, 50 и 5 единици, што вреди само 5. Одиме во вториот пример. Бројот 61. Бројот 6 се наоѓа на местото на десетки и вреди 60. Бројот 1 се наоѓа на местото единици и вреди само 1. И уште при самиот начин на изговарање, 60 и 1. Значи 60 плюс 1 го даваме бројот 61. Да повторим уште еднаш. Бројот 61 е составен од 6 десетки и 1 единица. Одиме понатаму.
Сега, овде на оваа слика имаме накратко да повториме и да објасниме што ни е представено на даденава слика. Се дадени две слики. Во првиот пример го имаме бројот 35, кој што е разделен на десетки на единици. Овде бројот 35 е составен од целите десетки. Значи имаме 3 полни десетки. 10 плюс 10 плюс 10. Имаме бројот 30. Единиците. 1 единица, 2 единици, 3 единици, 4 единици, 5 единици. Значи го имаме бројот 5. Заедно 30 плюс 5 го дават бројот 35. Значи бројот 35 е составен од 3 десетки и од 5 единици. Или 30 плюс 5 е еднакво на 35. Втората слика, пак го имаме истиот број 35, само што сега овде е дадено, представено како десетка и како единица. Имаме како да го запишеме? Една десетка плюс една десетка плюс една десетка. Значи 3 десетки плюс единиците. Една единица, 2 единици, 3 единици, 4 единици, 5 единици. Бројот 5 единици. Го добивме истиот број, затоа што вредноста на 3 десетки е 30, плюс вредноста на 5 единици е само 5, имаме 35. Да ги разгледаме двата начина на запишување. 30 плюс 5 е 35, или пак, како ќе го представиме, 35 е еднакво на 3 десетки плюс 5 единици. Ученици, мислам дека со овие примери, задачи, ви објаснив начинот на разложување на двоцифрени броеви на десетки и единици. Мислам дека ме разбравте, ќе можете исто и вие да продолжите самостојно да ги решавате задачите со разложување на броевите на десетки и единици. Затоа што во наредниот слајд имате задача во која што вие самостојно оваа задача треба да ја завршите. Сите овие броеви што ни се дадени, треба да ги разложите на десетки и единици. Ова ви е како за домашна задача во вашите тетрадки да ги запишете броевите и да ги разложите на десетка и единица. Значи, еве само ќе ви го објаснам првиот пример. Даден е бројот 56, вие треба да го разложите колку десетки и колку единици е составен дадениот број. Првиот број ни е десетката, 5 десетки, 5 и 6 единици пишуваме во местото кај единиците. Мислам дека лесно ќе ја сработите оваа задача. Ви благодарам за внимание.